Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во вечерашниот политички магазин вечерот со Слободан Томич. Еве задоволство и чест ми е што како автор на оваа емисија да го одбележам петата годишнина од референдумот реализиран 2018 година, кога македонскиот народ гласно и јасно упати порака не за базалските и квислинските услуги што политичкиот амбиент на Зоран Заев од тогашната 2018 година ги реализираше на штета на Република Македонија. Навистина сакав да почнам со една порака, али тоа е на дилемата на Шекспир, што вели да се биде или не. Јас имам една трилема, че речам, држава ли ова Панаџур или Циркус Максимус? Да, од сите ово, мислам, последното и второто го имаат своето значење. Вечерашната емисија по повод 5 години од референдумот во Македонија 2018-2023 ја реализирам со госпоѓата Солза Грчева, председател на Глас за Македонија, че посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер до вас, до гледачите на емисијата и се надевам дека ќе имаме квалитетен разговор. Секако. Да бидам искрен, ова е моје прво интервју со вас и бидејќи ја бев исто 7 години во една медиумска изолација, но предизвик е што с вечера говорам со еден доста популарен политичар кој создаде голем интерес кај народната маса. Се надам. Режија, ја би замолил да слушам прво пораката што госпоѓа Солза Грчева ја упати за и околу овој мощен вашен настан кој ќе во памети македонската историја, мощен интересен настан кој сепак ќе остави траги и за идните генерации како треба да се почитува Исака татковината. Со овој договор добиваме ветување без никакви гаранции, а тие веќе сега не смеат да изговорат Македонија и македонски. Патот до Европа зависи од работата, а не од името, и тој пат ќе трае со децении. Затоа лага е дека се гласа за европска, се гласа за Северна Македонија. Народот е последната одбрана на уставот, името и достоинството. Само со бојкот ќе ја сочуваме Македонија. Глас за Македонија. Пораката беше јасна и гласна, со оглед дека бевте еден омнибус за политички партии, невладини организации кои рековте не за начинот на однесувањето на политикантите, кој еве од таа дистанца до оваа дистанца денеска видовме што ни донеса. Еве, како прво прашање, како го толкувате сето ова овие изминати 5 години? Знаете, ние сме излажани, ние сме еден народ кој што е, како да кажам, преведен жеден преку вода. Може би и ние тоа го дозволивме, знаете, не бевме може би доволно конзистентни, доволно истрени, да не им дозволиме да го направат ова што го направија, но притисокот кон нас беше неиздржив, беше жесток. Велите, ова е еден настан, не, ова е едно делче, едно сосема мало делче од она што се случуваше пред референдумот. Значи, ние работевме денонокно. Не е тоа само еден спот, не е ни само овој спот, постојат и многу други. Имавме здруженија на граѓани, на партии, на самостојни поединци, на луѓе на Твитер кои што работат и така натаму, значи една хоризонтална организација каде што не се водеше сметка кој од која партија, туку сите бевме загрижени за Една тоа партија Македонија. што и се случува на Македонија, буквално една партија Македонија. На секој начин сакавме да го разубедиме граѓаните да не излегуваат на оној подготвен фалсификат на референдумот. Ако се сеќавате, сите билборди и повици и на странските луѓе што доаѓа овдека странците во Македонија, но и на владеачката гарнитура на чело со Заев, што сега нигде го нема, заедно со другите двајца челници во целата таа игра, Димитров и Шекеринска, сега буквално се изгубија. Така завршуваат луѓе со една употреба. Ги повлекоа. Значи ги повлекоа. Ние се стремевме да цела Македонија ја поминеме, сите луѓе да ги освестиме дека самото излегување на референдум ќе значи фалсификат на нашите гласови.
А тие повикува, вие само излезете. Друго е наша работа. Знаевме како изгледа таа нивна работа и не паднавме под тој нивен трик, да речам. Се одржува протести, се одржува трибини во сите градови, поготово во поголемите градови. Еве, ние држевме трибина во Битола, трибина во Охрид, трибина во Прилеп, трибина во Штип и така натаму. Делевме флаери по улици, печатевме маички, еве јас донесов да знае. Ова е дел од историјата на Македонија, знаете. Еве, една од маичките за бойкот, позади пишува бойкот, тоа е една од маичките. Другата е одобрено од бойкотирам, бидејќи сите се нарекувавме бойкотирам. Еве е бойкотирам и одобрено од бойкотирам. Тука е и мојата мајца, каде што јасно се вели не излегува за Северна Македонија, бидејќи луѓето ги лажеа дека излегуваат за Македонија, излегуваат за НАТО, излегуваат за Европска унија. Не, тие беа принудени да излегуваат за Северна Македонија и тука завршува приказната. За жал, овој референдум се одржа после ратификација на договорот во Собранието и како таков го прогласија за неуставен. Иако претходно Заев јасно кажа од собраниска говорница дека ќе ги уважи резултатите од референдумот, потоа тоа го миноризираше, го спушти на консултативен референдум и така натаму. Се знае според Уставот, асоцирање во такви организации кои што е НАТО, Европска унија мора да помине низ валиден и задолжителен референдум. Како што е пример во другите европски држави. Ние не сме правна држава, Уставниот суд пресудува така како што пресудува, како што и да новиве пресуди кога ние поднесовме една група жалба за протоколот, начинот на донесување ратификацијата на договорот, веднаш го тргна адакта, прекрши еден куп членови од Уставот. Меѓутоа, знаете, тоа е највисок тип на корупција. Не се корупција само тендери, не се корупција само партиски вработувања. За прв пат ние во Македонија доживеавме корупција на пратеници, отворена корупција на пратеници, дали со амнестија, дали со обменување на кривичен законник за да не влезат во затвор самите пратеници или нивни блиски. Не се бираа средства. Значи, против нас беше исправена една машинерија која што газеше на секој чекор и која што не и беше ништо проблем на еден од протестите да употреби солзавци, гумени куршуми и така натаму. Ево таков амбиент живеевме и работевме со месеци, среќавајќи се по тајни куќи, оставајќи телефоните дома, Околу илегала 41 година. Буквално бевме илегала од 41 година и јас се гордеам со тоа, бидејќи конечно со тоа бойкотирам и со тој бойкот на референдумот оставивме еден историски запис кој што понатаму може да биде употребен, пазете, не е тоа завршена приказна, може да биде употребен. Оставивме историски запис дека македонскиот народ, и не само македонскиот, ке нагласам, голем дел од српскиот народ, голем дел од влашкиот народ, од турскиот народ, од ромскиот народ и така натаму, застанаа против референдумот, против овие страшни уставни промени кои што не начекаа после Преспанскиот договор, во кој што практично се пребришавме во преамбулата на Уставот како државотворен народ. Јас бија само на режијата да едно подсетување со оглед да го правиме едно ретро за овие 5 години, да видиме Државната изборна комисија како го соопшти референдумот врз основа на сето на која беше излезноста и дали овој референдум помина. Режеве молам, ако може Оливер Дерковски, што изјави? Согласно утврдениот резултат од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Одлуката не е усвоена. Кратко и јасно. Не е усвоена, кратко и јасно како може да биде усвоена. Ви имате референдум во Каталонија за одвојување на Каталонија, излегува 43%, референдумот не е валиден. Кај нас од 36% и нешто посто сака да го прогласат дека еве
90% од тие што излегле гласале, па тоа воопшто не е важно, тоа може мојата улица да гласала само. Ние немавме апсолутно поминување на прагот потребен според Уставот за референдум. Госпоđа Грчева, јас сакав да направам повторно едно ретро, ги спомнавте таа тројка, која исчезна. Јас ќе речам, тоа се само два тима, од исти ментор, од исти буквар учеа, со исти инструкции, меѓутоа со две полувремиња. Јас спомнав господов Мезаев, Шекеринска и Димитров, кој сега гледам као да бара прошка или сака да создаде нова политичка партија. Ма каква прошка може да добие тој човек? Мене не ми е јасно, навистина. Господјата Шекеринска гостуваше една емисија на 360 степени и јас би замолил само да направим една дигресија. Тоа е еден изводок како Шекеринска одбегнуваше да одговори на прашање зошто мора да има уставни промени. Режа, ме волам. Ние да почневме со процедурата на уставни измени. Па истиве овие од ВМРО ДПМН ќе реагира дека уште не сме чуле кој е ставот на граѓаните на Република Македонија за договорот и дека владата уствари за џабе го организира и го негира референдумот. Извинете, суштината на договорот, ако беа уставните измени, ќе стоеа тие уставни измени во договорот. Не се според вас суштина на договорот уставните промени? Суштина на договорот се одредбите кои што сме ги дискутирале. Па тие повторно ќе бидат, тие уставни амандмани ќе се дискутираат 4 месеци. Мислам дека е легитимно прашањето за уставните промени. Особено прашањето за тоа како ќе се менува преамбулата. Ајде да ве прашам, како е тоа легитимно? Прашањето за уставните измени кои зависат од референдумот, а денеска еве не е легитимно прашањето кој е ставот на ВМРО ДПМН за референдумот. Ама и тоа го поставуваме прашање. Како не постои во дебатата. Сега ова е бегање од ова. Не е бегање. Оваа теза е бегање од тоа дека не ги знаеме уставните измени. Од првиот момент кажавме дека како велеше ВМРО ДПМН, јас денеска уште еднаш си го поставувам или го поставувам прашањето. Кој е ставот на Александар Николовски за референдумот 30 септември? Нема ни 20 дена. Вие да бегате од одговори. На кое прашање го поставивте, Александар? Избегавте на суштински и не ве прекинав, добри 10 минути сад дори зборувавте. Се надевам ќе имате исто култура да ме оставите да направам неколку поенти. Сега слушнавме дека во суштина владата ги крие уставните амандмани од граѓаните на Република Македонија. Јасно повторно гледаме дека госпоѓа Шекеринска одбива да одговара на прашањето, поставено јасно и гласно. Па не само што одбива, туку и се служи со лаги. Значи, добро беше долу напишано. Уставните измени зависат од референдумот. Така требаше да биде. Испадна дека не зависат од референдумот. Ако се сеќавате, една од клаузулите во Пресванскиот договор беше, грците ја ставија таа клаузула, дека ќе ги признаат, ќе влезат во авантурата наречена, така наречен компромис, што не е компромис, ако имаме позитивен исход од референдумот. Према тоа и грците беа излажани. Ние имавме неуспешен референдум. Овие уставните измени ги поминаа така како што ги поминаа, со гумени куршуми и солзевец. И грците подпишаа фалсификат практично, бидејќи натре јасно се кажува овој договор ќе влезе на сила ако во Македонија се спроведе референдум чии резултати ќе бидат позитивни. Точка. Јасно им беше на владеачката гарнитура на Грција дека без народна волја, дека се е тоа реверзибилно, значи може да се врати еден ден назад. А и може да се врати, бидејќи 2023, како што знаете, е крајниот датум за исполнување на условите од договорот. Што исполни до сега Грција? Едностранно Македонија. Што исполни до сега Грција? Мицотакис не смееше да ги стави на оние 3 протоколи во парламент, бидејќи знае дека владата ќе му падне. Значи, ништо не е исполнето од грчка страна. Ние трчаме као прле пред магаре со секоја поставка да се истакнеме, како добри ученичиња, кои што апсолутно никој не ги цени како такви вазали, едноставни вазали. И сега се прашувам,
Која би била постапката на некоја наредна власт, бидејќи овие сега ќе си одат, сигурно на следниви избори, дали таа наредна влада ќе потера прашање пред Меѓународниот суд, исто така како што напишано како клаузула во тој договор. Бидејќи како тоа ние исполнуваме сеот тој договор и тоа што не ни бараат го исполнуваме, а тие не исполнуваат ништо. Ние ги избришавме македонски како придавка, ние само фолклорно, вака можеме тоа да го употребуваме, јавно не, дури институциите ги прекрстуваат. Само некој острва такви на мок се останати непрекрстени, све друго е прекрстено. Ние македонец веќе не сме, ние можеме се лажеме колку сакаме, да прочитаме преамбулата во Уставот. Ние сме граѓани на Република Северна Македонија, точка. Понатаму сме во ист ред наредени со сите народи што се внатре. Значи, никаде нема, затоа јас сум пребришан, никаде нема дека ова македонска држава на македонскиот народ и на сите граѓани кои што живеат во оваа држава. Значи, Меѓународниот суд ни стои нас како опција. Предавството вела дека едно од најголемите кривични дела кои никош не застарува. Не би требало да застарува, тама работа да застаруваше, немаше ни во Нирнберг да ги судат злосторниците од Втората светска војна. Значи, не смее да застари ова предавство. Ова предавство нас не остави без идентитет. Да се разбереме, не го избриша со гума идентитетот. Затоа сега, уште чекор понатаму оди Бугарија, каде што сака да ни даде нов идентитет, бидејќи ние немаме идентитет. Дали е тоа втората или последната страница од сценариото? Не можеме да кажеме колку страници ќе има сценариото. Се надевам само, бидејќи Европската унија нема никаква намера да не прими, ова се лаги секојдневни со уставниви измени. Значи, додека не се реформира Европската унија сама, додека не ги реши собствените проблеми во кои што е навлезена дебело, поготово со примањето на Полска, Унгарија, Романија, Бугарија и така натаму, нема намера да не прими, да направи уште поголем пекол од оној што го има сега. Се надевам дека ваквите уцени се помалку ќе добиваат на цена, ќе спласнуваат и така натаму. Она што ние треба е да почнеме државата да си ја гледаме, да си ја градиме онака како што треба, со сите цивилизацијски вредности, не би рекла ни европски вредности, туку цивилизацијски вредности, а да не се брза никако со уставни измени кои што дополнително овие не избриша, овие сега бараат да ни дадат друг идентитет. Тоа, ако го дозволиме, не заслужуваме да имаме држава. Дали сме држава како експериментална држава каде се применуваат експерименти ексклузивно во светот? Не. Знаете, тоа го прават на многу места. Тоа се една група на неокони, неоконзервативни структури во Соединетите држави, кои што, како што гледате, за последните 15 години 200 и кусур конфликти имаат создадено низ светот. Значи, и секаде по истиот терк. Дали е шарена револуција, дали е обоена, дали е портокалова, дали е виолетова, не е важно. Теркот не го менуваат. Сметаат дека луѓето се толку прости што паѓаат на истиот терк. Си менуваат влади кај ќе им текне за да си ги осварат своите интереси. Не сме уникат во тоа, апсолутно не сме уникат во тоа. Создаваат држави, кој што Косово ја создадоа како држава, со бомбардирање, со одземање на територија од суверена земја, конкретно од Југославија тогашна. Создаваат држави кај ќе им текне, рушат држави кај ќе им текне, не. Еден хегемон кога имате на планетава, за несреќа се растури тој Советски сојуз, кој што беше слаб на вистина, Јелцин го продаде Советскиот сојуз, од тогаш наваму имаме една сила која што работи што сака. И не сме уникат, верувајте, има многу други народи кои што губат и територија, губат и идентитет. Гледате сега што се случува со Ерменија, со Нагорно Карабах. Сега го најдоа Пашинян, кој што е буквално слуга
американски и ќе прават што сакаат. Тоа ни се случи и на нас. Не е ова теорија, да речам, на заговор, меѓутоа одам со една шпекулација, ја ќе наречам, уште некој период, верувам дека ќе се потврди во наредните емисии, која очекуваме еден гостин кој ќе го задржи вниманието, како и вие што го задржувате во моментов. Политичари во доцните 90-ти години замина во Германија и подпиша еден договор дека прифаќаат да не бидеме држава, да бидеме територија. Од тогаш до денеска ние веќе го гледаме тоа. Насечи такви проекти, како што го имавме примерот со Охридскиот, ја ги гам езерски договори, што е повторно ексклузивен во светот, па потоа Преспански, карикирам, некој вика мој третиот, с краја да е да го наречат Дојрански. Дали веќе тие политичари веќе не ја скроја судбината, што јавно, и прв пат ја спомнам државата, шпекулација веламе, дали се надам дека ќе се потврдат со факти. Има документ кога тие политичари ставија параф на еден важен документ во Германија дека не сме држава, туку територија. Знаете, ние сме обкружени со, за жал, луѓе, односно соседи, кои што секојаш имале апетити, историски апетити кон Македонија. Една Бугарија која што ја го слави Сан Стефанскиот договор како државен празник, кој што постал многу кратко време патем. Такви договори имало во историјата илјадници и престанувале да важат. И тие се држат за тој момент. Факт е дека изгинале многу во Првата светска војна и во Балканските војни. Се за да ја освојат Македонија не успеале, значи не успеале. Единствено време кога Бугарија била овде е во време на фашистичка Германија, кога им беше дадена овде на располагање. Значи, од друга страна имате Грција со големо малцинство македонско, кое што не се признава апсолутно, од X причини не се признава и тие се чувствуваат загрозени од тоа малцинство. Така да, обкружени во една таква балканска турлитава, секој многу тешко може да се испливи и да се остане конзистентен, неповреден, незагрозен и така натаму. А такви како што велите овие во Германија група, такви секојаш ќе се најдат. Во секоја држава имате такви кои што работат против интересите на сопствената држава. Меѓутоа, тоа не беа невладени организации, не беа некои, тоа туку политичари екс официо. Апсолутно, апсолутно. Било која фела да е. Вие имате и една Англија има своја диаспора таква, која што работи против. Значи, секаде тоа се случува. Работата е колку сме ние овде отпорни да одолееме на таквите притисоци. Ние не сме воопшто. Значи, ние се одвојуваме од нашите малцинства што не обкружуваат. Каде тоа го има? Во Устав се одвојуваме, во Устав. Јас тоа го кажував и на една од телевизииве деновиве, па една Југославија што толку многу ја напаѓаа како држава, одредени структури во Македонија, таа одржуваше електорати по македонски јазик, 7 во Егејска Македонија. Видни луѓе носеа полни багажници со учебници во Пиринска Македонија, со македонски учебници. Се помагаше на луѓето од Албанија, наши 200 села се таму останати. Значи, се правеа постапки за да се сочува тој идентитет македонски во соседните земји. Што направи оваа земја, прашувам, во која што сите ние се крстиме, и тоа не е кабајт само на оваа влада, во континуитет, 30 и нешто години. Ниједна банка не се даде за одржување на тој македонски народ што живее вон границите. Дозволивме лекторатите да станат бугарски, сега дозволуваме силата Дебарски, од кој што да речеме Ербелеве, ќе го кажам, од кој што потекнува семејството на Горан Стефановски. Мајка ми е Дебранка и ги знам тие работи многу добро. Таму бугари ги претвараат, значи немаат врска од бугари. Дали оваа наша држава изгради некој пат таму? Дали ги помогна парично, дали изгради некој училиште, некоја македонска православна црква, што направи? Што направи? Ништо. Ние едноставно се откажавме од све од околу.
А пак Заев и компанијата тоа го запечатија во устав, дека ние не сме ни обврзани да водиме сметка, дури и не смееме да се мешаме во внатрешните работи. Кога се носеше Преспанскиот договор, што е апсолутно нелегитимен договор, секој идентитетски договор е нелегитимен. Значи, не постои идентитетски договор кој што е легитимен. Таков и нашиот. Се кршат еден куп конвенции на Обединетите нации. Да не зборам за Јус Коганс, право на самоопределување. Но, прекршена е повелбата за конвенцијата, односно за немешање во внатрешни и надворешни работи на туѓа земја. Ние сега наеднаш имаме промени на устав и ерговна употреба на туѓо име. На едно срамно име, на една псовка би рекла. За мене, јас Северна ја доживувам како псовка, не како име на мојата држава во која сум се родила и во која што имам намера и да умрам. Значи, тоа за мене не постои таа Северна Македонија. Се прекршија конвенции од различен тип за почитување на малцински права, европски конвенции се прекршија, се премижува тоа што Бугарија од Страсбур, еве, некни доби опомена дека мора да ги испочитува правата на македонците во Бугарија. И ништо од тоа. Ништо од тоа. Овде никој не крева ѓурултија, немаме Министерство за надворешни работи кое што ги штити интересите наши. Едва и чекам да се спасиме од оваа гарнитура која што е на власт, која што прави во серија, да речам, непромислени и дури предавнички потези. Еве сега е на прак со тие уставни измени, да не силува просто, да не силува. Па се прашувам од кога е СДС, од една, би рекла, и антибугарска партија, каква што јас ја познавам, сега стана врховистичка. Сега стана СДС врховистичка партија. За колку пари тоа го направи? Зашто го направи? Зошто во овој момент баш најкритичен во овие преговори го имаме баш Османи за министер за надворешни работи, кој што гледаме дека многу повеќе го интересира што се случува на Косово, одошто во Македонија. Не само тоа. Повеќе пати го поставам како прашање и вас. Во 2016 година од поднаводници нели беше квалификувана тоа коалиција ВМРО, ДПМН и ДУИ како најкорумпирана, најкриминална коалиција. Еве од тој океан на криминалитетот и криминалот и корупција, ДУИ беше извадена од тој океан сув, без никакви флеки, без коруптивни работи. И конечно, уште на едно подпрашање, гледам на медиумите, не кружи, во тие незаконски снимки или никаде немавме изричито речам лица од ДУИ кои беа спомнати во лентите и за кои има обвинение. Ленти, значи имаше едни недолични, примитивни шепкања на перница. Хотлайн имавме, ништо друго. И сега се тие иземени, не само што се иземени, тие го владеат судството, сега земете кои на какви позиции се све од ДУИ. Значи, ДУИ е милениче на Соединетите држави. Беше. Дали уште, веќе не сум сигурна. Веќе не сум сигурна. Мислам дека им се топи тој рейтинг. Доналд Трамп даде одлука, овај налог, да се повика на исследување на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, и беше акцијата, се сеќавате тоа во Хачки трибунал. Меѓутоа тоа беше во залезот на неговото преседавање на председателствување на Америка, со тоа што и во ова уште едно пообјаснување, Доналд Трамп беше јасен со самото негово наименување за председател дека Америка нема да се меша во дефинирање и одлучување на влади кои се избрани на еден легитимен начин. Се однесуваше меѓу другото за Македонија. Но Доналд Трамп не почна ни една војна, колку што знаеме, за разлика од демократите кога се на власт. Не само овие, демократите кога доаѓаат на власт, тие прават секаде карамбол на надворешната политика. Не сум да се штити било кој криминал.
од било која партија, од било кој поединец. Меѓутоа, дуи се заштитени со закон, мислам, тоа е нешто неверојатно, како бели мечки. Заштитени се со закон. Но мислам дека таа работа се менува. Се менува и во Американската амбасада кај нас, која што повикува на антикорупција, на борба со корупцијата. Мислам дека таа работа конкретно околу ДУИ може би малку и ќе се сврти сега пред наредниви избори. Инаку не верувам во принцип на изјави на странски званичници кои што велат дека сакаат да средат Македонија, еве да нема корупција, па излегува ГИР, па ви кажува каде се трошат европските фондови, ние немаме увид, ова е корумпирана земја, па во сите извештаи тоа ни го пишуваат. Тие, како да кажам, многу прагматично се однесуваат кон овие што се на власт, кои што ги вршат големите проекти и се зажмуруваат. Кога можеш да се зажмури на овој закон, сега промена на кривичниот законник, каде што практично се воведе неказнивост на високи функционери. Да се ослободат, да се амнестират од криминалните практики. Пазите, во секој извештај на Европската Унија судува. ви стои реченица, не е и специфична реченица. Корупција во највисоките ешалони на власта ви стои. Значи не стои дали јас крадам или вие крадете. Да. Туку во највисоките ешалони на власт. Детектирано е, документирано е, се знаат, значи што се случува. Само се надевам дека еден ден тоа ќе биде употребен. Во контекст на сите овие таксативно што ги изнесоте како факти, доаѓаме до ситуација дека истиот шаблон, истата артикулација, иконографија, политичка, да речем, од страна на Заев, се сеќавате за тие уставни измени, па со присудно кобајаги, изнесување на обвинети, притворени, да гласаат, па да се амнестираат. Имаме сега, се сеќавате Заев, бидејќи мисијата е ретро, велеше граѓани на Република Македонија, на Северна, да не е потребно тој збор, не сакам, ајде да се помириме, ајде да заборавиме, да тргнеме од ново, ресет. Истото го слушаме сега од неговиот наследник. Ја тие не можам веќе да ги слушам, верувајте, Заев уште веднаш кажа нема да има уставни промени, па жицата, па гитарата, па македонското, па не знам што. Тој е човек на кој што не може да му се верува, тој е човек кој што е раководен од пари, од профит и така натаму. Тој е тој истиот човек кој што овде едва и кубуриме со образование и воспитание, поготово на младите генерации, кој што од телевизија ни порачуваше па засадете си марихуана 2-3 стракчиња во саксија. Значи, тоа за мене не се политичари. Тоа се луѓе за една употреба кои што биле употребени во еден момент и фрлени на страна со многу пари, за да сега нели се во разни бизниси, во енергетски бизнис, во градежен бизнис и така натаму, како награда за сите бели што ги направија. Многу лаги слушавме, многу лаги се проголта. Нема да има уставни измени, нема да има ерга омнес, па има ерга омнес. Значи, сите можни крајности, се што не очекувавме дека ќе се случи, се случи. Со ерга омнес, јас во емисијата со амбасадорот Дабич, токму го спомнав и Метио Нимиц, кога се средам 2016, каде што никаде не спомна ерга омнес. Преговарач, медијатор во грчко-македонскиот спор. Дури и спомна, ако дојде модификација на поранешна Југословенска република Македонија, да биде Апер Македонија или Горна Македонија, ако читате меѓу редови во античката карта, кај што ние седиме, тоа се вика Горна Македонија. Од друга ситуација и господинот Дабич вели слободен, јас сум дел од Министерството за надворешни работи. Никој нас не праша. Значи, господинот Зоран Заев, тој фактички сам, свој мајстор, си одработи работата. Не, на него му беше даден документ. Задача или документ? Не, документот му беше даден, па зарем очекувате од човек што не може два збора ни на еден јазик да срочи, дека ќе се остави таков документ. Тој документ е цврст као бетон. Да се разбереме, тоа не е наивен документ, армиран бетон. Меѓутоа, има сепак во него моменти што морало да ги има, за наша среќа, кои што даваат, да речам, едно прозорче
кон реверзибилност на целиот тој процес. Инаку на него му е даден документот, дури се шпекулираше со името на тој човек кој што го пишувал тој документ. Не е тоа негова измишлјотина, тој е ставен пред задача земи или остави. Никој пред него не се најде паметен. Јас верувам дека и на Црвенковски му е нуден таков дил да преговара околу името на земјата. Но не прифатил. Не прифатил, никој од нив не прифати, еве го овој прифати од лукративни причини. Гледам дека некои политичари, јас милувам секогаш политикантите и не ги доживам како политичари, да бидат инкорпорирани во големи think tank групации, као што е госпоѓа Шечеринска, е во групацијата think tank на Кисинџер. Јас да бидам искрен, не ова некоја претенциозност, меѓутоа имам задоволство да спомнам, значи ја разговарав лично со генерал Крацков, кој е најблизок пријател, куќен пријател со Кисинџер. Па едно 7 години кампањи прави со Лора Сигалбергер, каде што изричито стоев на ставот Република Македонија, без никакви додавки и се тона. Од друга ситуација спомнавте СДСМ врховистичка, Шекеринска, која е дел наместо да лобира за Македонија, она се гледам загрижена и дава поддршка за луѓето кои не го ги прифаќат уставните измени. Ќе ми дозволите само куса изјава Шекеринска. Поддршка дава за оние кои што не ги прифаќат уставните измени. Да слушнеме. Режеме мало. Тезата нема алтернатива по мене не функционира. Сега знам дека не е добро пред консензус еден јас да одам спротив ветрот, ама навистина сметам дека треба не само оваа сала, но гумина кои што се силно посветени на измените на Уставот, треба да го разберат и оној дел од граѓаните кои што денеска вели не. Да, во главно се македонци и други етнички, некои од помалите етнички заедници, меѓутоа без разлика на етничката структура, тој број не е за подценување. И не мислам дека само бројката е важна. Прво, најголемиот дел од луѓето кои денеска велат дека се против уставни измени, не се против Европска унија. Јас мислам дека нив не треба да ги убедиме дека Европската унија е важна. Некои од нив знаат повеќе и од нас. Излегле еден дел од нив гласале за референдум, го поддржале договорот со Грција, ама денеска седат дома и велат не. Мислам дека голем дел од тој отпор против уставните измени не доаѓа од отпор кон Европската унија. Не доаѓа од незнаење. Знаат. Најголемиот дел од тој отпор доаѓа од стравот дека ова не е крај. И тој страв не е нереален. Ајде да си исто да кажеме отворено. Тој страв не е нереален. Ние поминавме во изминативе години. Прво, одлагање на одлуката заради тоа што Холандија не беше спремна да поддржи зелено светло за Албанија, па потоа француското барање да се одложи одлуката заради нова методологија, па бугарско вето и така натаму и така натаму. Еве, ова меѓу другото го изјави поранешната министерка за одбрана Шекеринска, ја ќе речам дабл стандард. Па не, ова ме радува. Значи, ова е нешто што прв пат го слушам. Ова се моите тези што ги кажувам упорно на секаде. Немате луѓе Европска унија, немате таков избор. Европска унија не може сега да ве прими, да ве абсорбира. Немојте да се глупирате со уставни измени, поготоа што не се одраз на волјата на народот. И поготоа што се влез во уште поголеми уцени што ги најавуваат бугарите. Знаете, ние ќе ги дорасипеме односите со бугарите, за жал. Треба да имаме добри односи со сите комшии. Ќе ги дорасипеме, бидејќи и овде и таму националистичките, да речам, компоненти и делови од општеството ќе добијат на сила. И ова што го кажува аргументирано, практично како да ме цитира, ја слушам. Бидејќи влагаме во финали и сакам наистина да слушам од вас една анализа за севкупните случаи визави сега што ни престојува, тоа е под присила или под кубуро, да речам, уставни промени. Актуелната опозиција, заедно со голем број партии и невладини организации, тоа е број колку 64% или повеќе, вика изричито не. No way, никако. Како веќе го коментира се тоа, еве за финале, да речеме? Нема да има уставни измени, не смее да ги има уставните измени.
Знае ли народот во која авантура влегува? Не е проблемот да вие во она срамна преамбула, каде што сите сме граѓани на Северна Македонија, па потоа редени со запирки, да додадеме уште 10 реда на земји, односно на народи. Проблемот е што се отвара преговарачката рамка која што е внатре инкорпорирана декларацијата од бугарскиот парламент и поготово оној срамен протокол што ја 100 пати сум го цитирала, кој што не закопува. И второ, кој што е влезница да Бугарија добие замаец и да бара уште и уште и уште. Нема да се помират додека не признаеме дека сме биле бугари пред 44-та и дека македонскиот јазик е измислен, дека е само дериват на бугарскиот јазик, дека имаме заеднички историја и така натаму. Значи, за тоа нема консензус во општество. Дури ќе повторам, и во тоа сум сигурна, и во СД структури, кои што ги гледав на протести заедно не се со нас, согласуваат. не се согласуваат со таа работа. Не се согласуваат, никако не се. Ме навлековте за навистина прашање. Таму има една голема шармонијада на 5 сектора кои се влечат се станат лидери на политичкиот амбиент. Според моја оценка дека таа политичка партија мора ресет, да се промени, да се измени или ќе се избрише политичкото небо. Слушам дека Заев влече на една страна, Шекеринска на друга, Оливер Спасовски трета и четвртата, не знам дали е... Не ги знам дворските игри, да бидам дали ова партија ќе постои или навистина ќе се избрише таа политичко партија ќе постои, меѓутоа ќе биде многу спуштена на долу, апсолутно. Може да стане и пасок во Грција кој што падна, нели беа неа демократија и пасок наеднаш го снема со 2% рейтинг. Мислам дека ќе постои во некој формат, но дека ќе изгубат, многу ќе изгубат. Пазете, они локалните избори ги изгубија од себе. Не им излегува нивните да гласат точно заради овие бугарски прашања. Не излегува они, не седеа дома заради чешми, ради патиште и така натаму. Туку решија на локалните избори да ги казнат заради оваа нивна политика. Читам Facebook статуси на самите членови на Социјалдемократскиот сојуз, каде што се оочајание, во една депресија, во еден хаос и велат дека дури се обвинуваат, ги обвинуваат актуелните, бидејќи ги заборавиле базата и дека им предвидуваат дека ќе бидат избришени од политичката цена. Кој е вашиот коментар? Па тоа се стравови, знаете, во последно време они посегаат по разни пучистички варијанти за да ја разбијат опозицијата. Тоа го прави само очајник. Оној што се чувствува силен, не ги прави тие варијанти. Значи, ќе излезат сега анкетите, нешто од тоа и видов. Речи си 3:1 е разликата на ВМРО-ДПМН према СДС. Такво нешто немало до сега. Се разбира дека се извадени од памет. Но тие дозволија да нив ги владее ДУИ. Крепејќи ја таа кревка позиција што имаат за да се одржат на власт, дадоа премногу власт, премногу министри на ДУИ и сега ова што го гледаме е практично насилие не само на СДС, туку и на другите кои што партиципираат. Дали е можно на следните избори кои јас предвидам можеби да се случат предвремени, според мои некои анализи или информации, а од друга ситуација дали може да се случи коалиција сите 8 албански партии и СДСМ? Не би рекла. Апсолутно не би рекла. Прво, предвидувам дека и албанците се многу прагматични. Предвидувам дека ќе сакаат да одат со оној кој што победува, а ќе победи ВМРО. Со колку претендници ќе видиме, може не е 61, може ќе биде 57, 58, меѓутоа секој сака со победникот. Не верувам дека ќе одат. За бојкотот рекоа не, мислам и Селјадин Селја, како лидер на Алијанса на албанците и Беса.
Значи ли тоа дека може да се случи коалиција алтернатива и без да се одбрани коалицијата? Апсолутно мислам да. А може ли да се случи се македонско едно интегрирање за обстанокот и враќање на државата? Па не ли имаше сега скоро еден таков опит и пропадна тој опит. Значи, тоа не верувам. СДС и ВМРО се два пола, се две категории луѓе кои што не се поднесуваат едни со други и така натаму. Такво нешто не верувам. Тоа би било добро, но не верувам во таа работа. А да се спои сите опозициони партии во еден корпус, Тоа да нема мали партии, да се изделат гласовите додат во празен простор? Тоа очекувам да се случи. Кој е вашата порака за финале, дефинитивно визави 2018-2023 и како ја предвидувате Македонија во наредните 5 години? Па предвидувам дека ќе се трне оваа гарнитура која што создаде преци и сиромаштија и огромна корупција, незадоволство кај народот, нема некој да праша која ќе си одат. Значи, предвидувам да се трнат, а на другите, односно и на себе, кои што коалицираме нели во ова коалиција на ВМРО ДПМНЕ, си посакувам многу работа и многу честност. И пресврти во водење на политика. Да немаме политизирани институции, да имаме независни институции, да имаме ригорозен кривичен законник од кој што никој нема да се спаси, кој што е кабет. Очекувам економијата да оди напред, бидејќи пазете инвестициите, никој не ве спречува ако сте вие правна држава, ако имате инфраструктура добра, да привлечете инвестиции. Значи, очекувам едни практики на добро владење, кои што, да бидем искрени, до сега не ги видов. Госпоѓа Лечева, ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Прво интервју со вас реализирам како новинар. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше госпоѓа Соза Грчева, председател на партијата Глас за Македонија. Во овие 45 минути имавме можност да направиме едно ретро за и она што се случуваше 2018 визави 2023 едно петогодишно, да речам, политичко живење, имајќи факт дека ни престојат се уште сепак една жешка есен, ја ќе речам, и можеме со изненадување. Моите предвидувања се да, ќе се случат предвремени парламентарни избори, бидејќи дефинитивно и големиот брат и државите од Европската унија веќе крена раце од ова, да речам, квислинска политичка провиненција која раководи Македонија. Бите живи, здрави, се гледаме по наредните емисии мои и секако во дневните дози на Гласот на народот од понеделник во 17:15.